На самиот почеток од месец мај, на покана од ексклузивниот импортер за возилата на престижната германска марка Porsche за Македонија, имавме можност да учествуваме во настанот кој ја опфаќа земјите од Централна и Источна Европа. Караванот на Driving Experience оваа година го сочинуваа 7 модели од гамата на компанијата: Cayman T, Boxster GTS, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Panamera Turbo SE Hybrid, Macan S и Cayenne Turbo. По правило, настанот започна во салонот на Porsche Македонија, каде инструкторот и одговорните лица ни ги презентираа планираните случувања и строгите правила по кои треба да се водиме. Предвидената рута на движење оваа година не носи во западниот дел на нашата земја и обиколка на некои од најраскошните предели на Мавровското езеро, Галичник и делови од Поречкиот крај. Најмалиот во гамата моделот 718 Cayman T е задвижуван од 4-цилиндерски боксер агрегат кој е поставен централно веднаш зад седиштата, а пред задната осовина, со што е добиен идеален баланс и распределба на тежината кои се пак основните предуслови за одличната управливост. За погонување е задолжен доработениот 2.0 турбомотор со 300 конски сили, чии што перформанси се повеќе од секојдневни, од 0 до 100 км на час стигнува за 5,3 секунди, додека стрелката на брзинометарот запира во близина на 275 км на час. Со најмала моќност од сите автомобили во групата, Cayman T не се обидува да руши брзински рекорди, туку да го врати она што највеќе им недостасува на модерните спортски автомобили, а тоа е уживањето во возењето и забавата која што доаѓа со него, без притоа да се инсистира на големи агрегати и огромен број на конски сили. Врвните возни својства се добиени со помош на намалената тежина и доработеното потирање на автомобилот. Бидејќи временските прилики ни одеа во прилог, седнавме за управувачот на 718 Boxster GTS. Првиот чекор што следеше беше спуштањето на платнениот кров со неговото отворање. Покрај уживањето во пријатното време, автомобилот ни овозможи потполно аудио задоволство кое го испраќа издувниот систем. Кабриолетот Boxer GTS е придвижуван од 2,5 литарски 4-цилиндричен боксер мотор кој располага со моќ од 365 конски сили. Агрегатот е поставен централно веднаш зад седиштата, а пред задната осовина идентично како кај моделот Cayman. Перформансите на Boxster GTS се за почит, иако автомобилот не е од хардкор сериите на производителот со постигнувања кои не се занемарливи. Од место на мирување до 100 км на час во малиот кабриолет се стигнува за точно 4,1 секунди, а неговата крајна брзина е 290 км на час. Од оваа година компанијата ја стартуваше новата генерација под ознака 992 на автомобилската икона наречена 911, која е нешто подолга и поширока од претходната. Новитетот доаѓа само во еден каросериски облик кој е проширен на задниот дел, детаљ што обично беше резервиран за помоќните изведби на 911 во минатото. Моделот 911 Carrera е основата на целата марка. Затоа на него секогаш се посветува посебно внимание. Познат по својата одлична управливост и безпрекорна избалансираност, новиот модел повторно ја поместува границата и го поставува 911 на ново повисоко ниво од кога и да е досега. Боксер агрегатот со 6 цилиндри и зафатнина од 3 литри е основа, а кај верзијата Carrera S и 4S произведува 450 конски сили. Силата во зависност од верзијата се пренесува само на задната осовина или на сите 4 тркала, преку нова 8-степена ПДК менувачка кутија која се карактеризира со исклучителна брзина при промена на степените. Во зависност
од верзијата, забрзувањето од 100 км на час трае 3,5 секунди, а максималната брзина оди на 308 км на час кај моделот со заден погон, додека изведбата со погон на сите тркала забрзува до 100 км на час за 3,4 секунди и има 2 км пониска крајна брзина. Со своите перформанси, новата 911 уште во стандардната S конфигурација сериозно се доближува до можностите кои ги поседуваат автомобилите од класата над. Првиот модел на компанијата кој го доби новиот хибриден систем развиен да работи во спрега со исто така новиот 4-литарски V8 турбоагрегат е токму Panamera Turbo SE хибрид. Комбинацијата од двата двигатели произведува вкупна моќност од 680 конски сили кои обезбедуваат перформанси над забрзување достојни на крстосувачка ракета. Стрелката на брзиномитерот запире на 310 км на час. Од 0 до 100 км на час се катапултира за 3,4 секунди, а за цело време со себе ја носи и тежината од минимални 2385 кг. Покрај атлетските моки, Panamera Turbo SE хибрид може да го покаже и своето второ јас, со притискање на едно копче магично да се притвори во автомобил кој на најдобар можен начин се грижи за околината и по урбаните средини, да се движи исклучително тивко и смирено. Тоа се должи на електричниот склоп со моќ од 136 конски сили, кој со помош на батерискиот систем од 14 киловат-часови обезбедува автономија од 40 км само на електричен погон. И тоа се додека стрелката на брзинометерот не стигне до 130 км на час. Неодамно обновениот Макан во Скопје пристигна во својата најмоќна изведба засега. Најмалиот SUV од гамата на возила го движи моторот во V6 Twin Turbo конфигурација со зафатнина од 3 литри кој произведува 354 конски сили. Моќниот агрегат се грижи Макан S да го однесе до 100 км на час за 5,1 секунди и преку 250 км максимална брзина. Осмислен како возило за млади семејства кое во себе идеално го комбинира дизајнот, практичноста и спортските афинитети, овој модел секогаш е подготвен за авантури и акција како во секојдневниот сообраќај, така и на отворен пат, но и на терен каде што може да ги покаже своите способности. Знаменосецот на компанијата, кога се во прашање SUV возилата на марката, не остава ништо на случајноста. Затоа Cayenne во понудата го има моделот Turbo. По проверен рецепт, Porsche во него вградува 4-литарски V8 мотор со моќ од 550 конски сили. Тоа е истиот двигател од Panamera со идентична додавка. Како што ни е веќе познато, оваа моторна опција се одликува со исклучителни перформанси, затоа сметаме дека постигнувањата на 2250 кг тешкото возило се фасцинантни. Големиот SUV забрзува до 100 км на час за 3,9 секунди, а стрелката за забрзување оди до крајните 286 км. Силата се испорачува преку Tiptronic S менувачот со 8 брзини, кој работи исклучително мазно и секогаш е во вистински степен на пренос. Намерата да се задоволат очекувањата на купувачите со прибирлив вкус и специфични потреби прави компанијата да игра во повеќе сегменти. Затоа, како одминуваат годините, така гамата на Porsche станува се побројна и поразноврсна, нудејќи ги најдобрите технолошки остварувања што можат да се најдат во автомобилската индустрија во моментов. Поради тоа, пазарниот успех кој го постигнуваат моделите од Zuffenhausen доаѓа како плод на долга и макотрпна работа со единствена цел – секогаш да се нудат автомобили кои ќе бидат на највисоко можно ниво. Скопје потврди дека му треба повеќе дружење со автомобилите.
Уште откако пристана редовно да се одржува сајмот за автомобили, сметавме дека треба да потигнеме иницијатива и да обезбедиме таков настан. Наместо во саимските хали со модификација на идејата, излеговме на улица, онаму каде што и припаѓаат автомобилите, без разлика на каросеријата, цената, брендот. По точно 13 години, главниот град со поддршка од градоначалникот господинот Петра Шилегов уживаше во сјајот на новите автомобили, нови, еколошки и технолошки напредни и електрифицирани автомобили. Денешниот ден го замисливме како едно мало експо на нови технолошки, еколошки достигнувања и електрични возила кои што треба да допринесат оваа наша држава да поработиме на елементот на екологијата, на намалување на загадување, на безбедност во сообраќајот и со сето тоа преку се разбира нови автомобили и напредни во своите достигнувања. За таа цел обезбедивме 20 на брендови со своите премиум нови автомобили, автомобили за сите, а тука се и куќите финансиски кои што ќе помогнат на секој со секоја можност финансиска да достигне еден убав, безбеден нов автомобил, а со тоа и да придонесе за чистото живење во градот. Пред да дојдеме до моментот на свеченото отварање на овој настан, ќе го замолам градоначалникот Петар Шилегов да каже неколку збора. Добар ден и од мене. Драго ми е што после 13 години за прв пат во Скопје имаме ваков еден мал настан кој што всушност е и голем, кој бидејќи за после 13 години за прв пат имаме изложување на автомобили. Она што мене особено ме радува дека станува збор за целосно најновите технологии кои што се однесуваат на електричните и хибридните автомобили, што значи дека се присутни возила кои што не ја загадуваат животната средина. Јас лично сум промотор на електромобилноста, свесни сте и знаете, и креираме такви политики во градот. Знаете и сами дека имаме инсталирано десетина веќе полначи за електрични автомобили. Годинава очекувам дека таа бројка можно и да ја удвоиме. Обезбедуваме и стимулираме ваков вид на автомобили, купување на ваков вид на автомобили со тоа што обезбедуваме бесплатно паркирање за време на полнењето на градските полночи. Како и да е, ова е една убава прилика, граѓаните на Скопје се запознат со најновите технолошки достигнувања и очекувам благодарност прво до Auto Plus магазинот за оваа прекрасна организација. Ова Auto Plus Street Show е нешто што не ни си има до сега случајно, така што очекувам дека ова можеме полека да го претвориме во една мала традиција. Успешен да е денот, убав да е денот, прекрасни возила, се надевам ќе ги разгледаме сите, а и се надевам дека ова полека ќе почне да станува начин на кој што ќе почнеме да ги менуваме животните навики во нашата мобилност. Благодарам. На булеварот Илинденска од Фонтана па се до Зоолошка градина се протегаа повеќе од 20 брендови на автомобили, но и компании од придружната индустрија, за пофалба, нели? На Автоплус Стрит Шоу имаше изложено секако вид на автомобили со различни каросерии, различни погони за различни намени и потреби. Покрај тоа, дел од нив беа за прв пат и покажани на јавност, односно имаа свои премиери, а останатите ги прикажаа своите најнови остварувања во полн сјај. Оние кои имаа повеќе време, уживаа во тест возињата на дозината возила кои беа на располагање од сите големини и марки. На самиот почеток присутните можеа да се воодушеват на моделите на Ауди. Брендот од Инголштад привлече интерес со своите изведби на A6 и Q8, а веднаш по него следеа моделите на Volkswagen. Германската марка настапи со веќе познати модели, но затоа пак нивните изведби беа изненадување. Поло беше со Highline ниво на опрема, Golf со Airline, додека новитетот T-Roc со спорт. Меѓу нив присутна беше и најновата генерација на Touareg, а групацијата продолжи со Seat, кој на оваа изложба атакуваше со својата FR гама на Ibiza, Leon, Arona и Ateca.
додека чешкиот производител Шкода ги истакна своите знаменосци во класата на седани и SUV сегментот, моделите Superb и Kodiaq. Peugeot беше следен во низата. Покрај познатите 108 и 308, брендот беше присутен и со кросоверот 3008, а на тронот на овој простор беше автомобилот за вистинскиот маж, моделот кој го редефинира францускиот производител прекрасниот Peugeot 508. Од спротива беше поставен добро познатиот бренд за автомобилски гуми Toyo, кој беше еден од најинтересните изложувачи со подигнатиот теренец кој ги презентираше гумите наменети за офроуд терените. Во делот на Ford имаше изненадување за посетителите. Покрај автомобилот на годината за 2019 моделот Focus беа поставени и SUV изведбата на Fiesta Active како и хибридниот Mondeo. Четвртиот член на семејството беше моделот Kuga. Корејскиот бренд Hyundai беше присутен со i30 SUV моделот Tucson, како и помалата Kona која во салонот на Кореја Auto Trade можете да ја видите и во целосно електрична изведба. Веднаш до Hyundai беше позиционирана јапонската Mazda, која имаше вложено се во своето последно остварување. Најновата генерација на моделот 3. Пред извесен период беше пристигнат во Македонија, а сега присутните имаа можност да го запознаат одблиску. На средината на целиот настан беше поставена Kia. Главната атракција на овој простор беше моделот Stinger во GT Line верзија, а присутните ги делеше со Black Pack изведбата на популарниот Ceed. Овие два модели беа дополнети со SUV моделот Sportage и градскиот заводник Stonic, која има опремата за 2020 година. Од спротива, на јужнокорејскиот бренд беше поставен премиум брендот од Шведска. Volvo на Auto Plus Street Show ја покажа целата гама на SUV возила, моделите XC40, XC60 и XC90, а просторот беше дополнет со Air Design изведбата на S90. Следа јапонските брендови Lexus и Toyota. Кај премиум брендот можеше да се погледнат кросоверите RX и NX, лимузината ES, како и новитетот за македонскиот пазар моделот UX. Во просторот на Toyota за прв пат пред македонската јавност беше покажан моделот Camry. Можеби малку познат за европскиот пазар, но тоа е автомобил кој во голема мера ги освојува останатите континенти. Покрај него и RAV4 беше присутно и семејството на најпродаваниот модел во светот Corolla. Најмногу од се воодушеви фактот што јапонските автомобили беа погонувани од хибриден погон. Присутни беа и два француски бренда и еден италијански. Citroen на Auto Plus Street Show дојде со урбаниот Citroen C3, модуларниот C3 Aircross и секако новиот Citroen C5 Aircross, со кој марката ја освои наградата SUV на годината во Македонија за 2019. Fiat ги запозна присутните со Tipo Mirror, но истите имаа можност да се дружат со легендата на италијанскиот стил Fiat 500 и градскиот фраер Fiat 500L. Од спротива, свој простор имаше и Renault, кој во оваа прилика беше единствениот на настанот кој прикажа единствено електрични автомобили. Под шаторот на Renault беа поставени моделот Zoe, како и ZE изведбата на Kangoo, а најинтересен за посетителите беше специјално подготвениот Twingo Coupe тркачки автомобил. На овој дел од улицата беа присутни и Excite, брендот за акумулатори и Sonax, компанијата која е најискусна во козметиката и негата за автомобилите. Голема благодарност за дадената поддршка оди на сметка на градски паркинг, чие електрично возило беше и атракција за посетителите и помош за организаторите. Перпетуум мобиле се грижаа за безбедноста на настанот и беа секогаш и насекаде со својот сегвеј. Целиот настан беше зачинет со моделите на Porsche. Истиот ден брендот имаше гости, а тие го посетија Auto Plus Street Show. Меѓу присутните беше новиот Porsche Cayenne Coupe, кој беше за прв пат презентиран минатиот месец во светот, а еден од трите премиероци во Европа ја доживеа својата премиера токму на нашиот настан. Секако на ова се надополни посетата на Porsche Experience караванот со 8 топ ѕверки од германската ергела.
Јапонскиот производител Mazda го представи дизајнерскиот јазик Kodo во 2010 година, со што веднаш ја импресионираше глобалната јавност, а признанијата од експертската фела и донесоа бројни меѓународни награди. Почетоците на новата генерација Kodo дизајн, кој е камен тебелник на визијата Zoom 2030, датира од 2015 година, кога компанијата представи серија концептни возила што беа инспирирани од спортската историја на брендот. Многу од елементите користени кај овие студии своја примена најдоа во најновата генерација на Mazda 3. Одговорните лица за креирањето на Mazda 3 сакале да постигнат престиж во дизајнот од една страна, а во исто време да ги задржат минималистичките линии без додавање на непотребни елементи, со што е добиен совршен сооднос помеѓу напнатоста, моќта и отцртувањето на мускулистите колкови на возилото. На прв поглед, нискиот преден дел и отсуството на препознатлив браник создаваат визуелен ефект кој во исто време зрачи со елегантна и спортска нота. Воедно, задната страна има изразен наклон и голема метална површина кој суптилно имитира купе. Во меѓувреме, меѓу предниот и задниот дел се наоѓаат кабинскиот простор опфатен со тенки контури, што е значително различен пристап во креирањето на каросеријата, виден кај останатите автомобили во оваа класа. Ефектот кој дизајнерите сакале да го создадат е представен во автомобил со посебен, софистициран изглед кој умешно го истакнува неговиот карактер. Кабинскиот простор е изведен со посебен стил и едноставност, со добра изработка, уредно поставен и осмислен интериер, со еден збор се што се опишува како јапонска Takumi изработка. Единствениот производител на автомобили кој зборува за Takumi, инаку древен јапонски израз што значи за наичија е Lexus. Со други зборови, одговорните лица сакаат да кажат дека Mazda 3 го достигнала тоа ниво на квалитет. Кокпитот е изведен во многу минималистички стил. Тука се е чисто и дизајнирано со цел фокусот да биде ставен на возачот. Просторот на предните седишта е повеќе од доволен. Позицијата за возење е одлична, овозможувајќи му на возачот да ги има сите контроли и дисплеи совршено во видното поле. Но самиот облик на каросеријата и начинот на кој е конструиран моделот не дозволува преголема комоција на задната клупа, кога станува збор за лица со повисок раст. Сликата се повторува и во пределот за складирање багаж, чии што габарити од 358 литри се на долната граница за возилата од оваа класа. Невообичаено, но Mazda не го следи постоечкиот тренд за поставување на екран осетлив на допир. Всушност, таа опција воопшто не е понудена. Туку се додадени копчиња за командување со сите функции на екранот, кои не го нарушуваат минималистичкиот правец на креирање. Истите се логички распоредени и екстремно лесни за ракување. Моторната опција во тестираниот примерок на Mazda 3 поседуваше 2-литерски атмосферски агрегат, кој според денешните стандарди е со поголема зафатнина од вообичаено во класата. Иако по зафатнина голем, моќта која ја испорачува изнесува 122 конски сили и произведува 213 Нм влечна сила. Целта на инженерскиот тим воопшто не бил да се бркаат перформансите, туку да се добие еластичен и долготраен агрегат кој ќе има ниска емисија на штетни гасови. Од таа причина на агрегатот му помага мек хибриден систем кој се грижи да ги обезбеди дополнителните особини. Електричниот мотор не е во можност самостојно да го движи автомобилот на чиста електрична енергија, туку користи интегриран стартер генератор, прикачен директно на агрегатот со внатрешно согорување, кој може да помогне со дополнителни 6 кВт енергија на погонот кога тоа е потребно. Системот може да асистира при забрзувањето или едноставно да овозможи покривање на празнините во вртежниот момент.
Во друг случај, може да извлече сила од својата мала литиум-ионска батерија за да го стартува напредниот систем за стартување и повторно задвижување агрегат на автомобилот, а се грижи и за системот кој е одговорен за исклучување на цилиндри во одредени моменти со цел да ја намали потрошувачката на горивото. За сега, едноставниот хибриден систем на Mazda не е толку ефикасен во градски услови на користење како покомплексните хибридни постапки, но за многумина тоа е доволно за оваа верзија на новата Mazda 3 да ја направи одржлива алтернатива на дизел изведбите. Со постигнатите резултати на неколкудневното користење, може да потврдиме дека потрошувачката од 7,6 литри на 100 км е над декларираната, но не е далеко кога ќе се земе споредбено со потрошувачката на дизелски агрегат со иста зафатнина и сличен распон на моќност. Мултилинк дизајнот на подпирањето кој се користеше во претходната генерација го отстапи местото на поедноставната торзиона задна оска со што се задржани агилните карактеристики на автомобилот, додека без проблем ја одржува удобноста при возењето. Во секојдневна употреба Mazda 3 е агилен и забавен автомобил за управување, а ако тоа не е доволно, дозволува и поспортско однесување кога тоа е потребно. За доживувањето да биде дополнето се грижи селекторот за режим на работа кој може да се постави во модус спорт, со што се добива подиректен одзив на педалот за забрзување. Автоматскиот менувач дозволува вртежите да одат повисоко, како би се извлекол максимумот од агрегатот, а тогаш тонот кој излегува од двојните издувни цевки станува резок и далеку погласен. Во кратки црти, Mazda 3 може да се опише како автомобил чиј дизајн, удобност на интериерот, еластичното возење и ракување се позитивни атрибути што се направени од вистински причини, да не се освојуваат наслови, туку да ја представи компанијата во најдобро можно светло, јасно давајќи им на знаење на мејнстрим конкурентите дека својот фокус го насочува кон премиум играчите што е поддржано од ценовната позиционираност на тестираниот пакет, чини 30.490 евра. Новиот автомобил DB5 на Bond е полн со уреди. Продолжувањето на DB5 на Aston Martin е полн со скриени уреди. Автомобилскиот производител на луксузни спортски автомобили Aston Martin објави слики од развојот од уредите инспирирани од филмовите за овој автомобил од 3,6 милиони долари. Минатото лето Aston Martin најави дека ќе конструира продолжение на серијата од 25 автомобили од моделот DB5 за цена од околу 3,6 милиони долари по возило. Велат дека ќе бидат верни репродукции на оригиналниот автомобил на Джеймс Бонд Goldfinger. Секое DB5 продолжување ќе дојде во комплет со скриени уреди како и оние од Бонд. Aston Martin објави неколку слики кои го истакнуваат развојот на овие уреди. Некои од најважните вклучуваат генератор на чад, цевки од автоматска пушка кои минуваат низ предните трепкачи и маслени прскалки кои се поставени зад задните трепкачи, исто како и автомобилот од филмот. Aston Martin го ангажирал Крис Корболт, надзорникот за специјални ефекти од филмовите на Джеймс Бонд, за инженерскиот аспект на уредите. Во случај да се прашувате, не, тие не се вистински митралези. Врвовите на цевките имаат светилка во нив, која свети и дава изглед како да се пука. Некои од уредите од оригиналниот филмски автомобил не се прикажани овде, вклучувајќи ги сечилата што се извлекуваат од главите на тркалата, регистарските таблички кои се вртат со ротација и седиштето кое има исфрлач. Дали некој од овие уреди ќе биде успешно вграден во продолжението на автомобилите, допрва треба да се открие. Можеме само да се надеваме. Како екзотичен автомобил од 3,6 милиони долари, кој што не може да се регистрира за во сообраќај, мора да признаеме дека со овие гаджети е импресивен.
Електронски контролираниот систем за подпирање постои на пазарот и се вградува во возилата веќе со години, но инженерите на Tenneco измислиле нов тип интелигентен амортизер во кој плочата на електричното коло, сензорите, вентилите и електрониката се содржани во внатрешноста на единицата. Тоа значи дека интелигентниот активен систем за подпирање може да се интегрира во возилото без преголема реорганизација на електричниот систем или архитектурата на возилото. Уште поважно, амортизерите овозможуваат управувањето, управливоста и возењето автоматски да се прилагодуваат на условите на патот, подобрувајќи удобноста и перформансите. Иако се поместиме уште подалеку од вообичаената карактеристика на возилата, со избор на спортски или удобен режим на возење, дигиталните амортизери на Tenneco овозможуваат возилото да понуди избор од дури 8 режими. Главниот и одговорен инженер за оваа технологија верува дека производителите на возила се повеќе ќе се насочат кон нагодливи системи за подпирање, како производ по кој ќе се разликуваат од останатите. Една од придобивките е пакувањето. Тоа е во основа уметок. Ако ги погледнете горните и долните точки на поврзување, тие изгледаат сосема исти како и кај традиционалните амортизери. Ние интегриравме целата електроника. Амортизерите може да се вградат и во возило кое е веќе во употреба, без да треба да се отстранат или оштетат крејвите. Дебито најверојатно ќе се случи во 2022 година, но возилата во кои ќе се вградуваат овие системи се уште остануваат тајна. Автопатот во Германија повеќе не е само подлога за движење. Сега мал дел од автопатот може да напојува електрични камиони додека превезуваат стоки. Ова го прави германскиот автопат еден од првите светски електрични автопати. Овој посебен дел има кабли кои се поставени над автопатот и кои се поврзуваат со камионите што се движат под нив. Каблите носат електрична енергија така што камионите можат да се погонуваат за време на возењето. Ако повеќе патишта би имале оваа способност, би можеле да почнеме да гледаме електрични камиони кои испорачуваат производи од место до место. И за разлика од типот на електрични камиони како оние на Тесла со големи и скапи батерии за полнење, овие камиони може да се обезбедат само со мали батерии за тие кратки моменти кога не се поврзани со мрежата. Овој електричен автопат е тест кој се протега нешто повеќе од 10 км долж автопатот, од аеродромот во Франкфурт до раскрсницата за Дармштат, Вајтерштат. Секцијата е изградена од германската компанија Siemens, која веќе има изградено слични електрични патишта во Шведска и Калифорнија. Според компанијата, овие автопатишта се двојно поефикасни од конвенционалните.